Почитувани мои, добар ден. Вие сте со уште едно ново издание на Црвена линија. Еве во него зашто ќе зборуваме токму со вас. Националната припадност е лично чувство и никој не смее никого да принуди да ја открие со внесување во извод од книгите на родени, венчани и починати. Смета председателката на Уставен Добрила Кацарска, која откри дека преку Венецијанската комисија добила потврда дека ние сме единствена земја која има графа националност во овие документи. Уставниот суд поведе и постапка за законот за матична евиденција. Националната припадност е лично чувство и никој не смее никого да принуди да ја открие со внесување во документите. Македонија стана единствена земја што има графа за националност. Откако министерот за правда Кренар Лога на 29 мај 2023 година донесе ново упатство за водење на матичните книги, со кое за прв пат во изводите се воведе графата националност. Како оправдување за својот потег, министерот ги посочи членовите 4, 11 и 13 од Законот за матична евиденција, кои ја содржат националноста како податок кој се запишува во книгите. Откако Уставниот суд само иницијативно поведе постапка на 5 јули, донесе и решение за запирање на извршувањето на упатството поради процедурални причини. Оно што ќе ве прашаме денес во Црвена линија е следново. Дали се неуставни вработувањата според националната припадност? Секако на Инстаграм стори, ако не заследите на Инстаграм, ќе ве прашаме и следново. Дали се злоупотребува националната припадност? А секако и ќе ви покажеме како изгледаме од кога ќе не заследите на Инстаграм. Значи ќе кликнете на Инстаграм стори, а потоа на ова прашање дали се злоупотребуваше националната припадност со да или не, зависно кој е вашиот одговор, кликате на одговорот и резултатите во проценти ќе ги соопштиме конкретно ова издание. Секако ќе ве потсетам дека и преку коментари, шернување и лајкнувања, таква е постапката на социјалните медиуми. Можете да ја продолжите оваа дискусија, да ја надополните на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Facebook и таму ја објавуваме темата и секако на Twitter. Но најдраго ќе ни биде како и секогаш да ви има во голем број и секако во живо во ова издание на Црвена линија. Ќе повторам да ни го дадете одговорот на прашањето дали се според вас неуставни вработувањата според национална припадност. Ако веќе го имаме и првиот гледач на 0230700005, време е и да почнеме и да не заборавам да ви укажам, секако не заборавајте, барем оние кои што немаат искуство, а за прв пат и ќе посакаат да биде дел од Црвена линија, само ве замолувам намалете го тонот на телевизорот целосно кога зборувате со нас. Всушност јас и вие да зборуваме како преку телефонска слушалка. Добро вечер за првиот гледач. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Да, благодарам. Вака, за прашањето дали се неуставни вработувања? Да, вака сега. Значи, злоупотребата е многу голема со тоа што од рамковниот договор кој почна, значи почнува делбот по национална линија. Со тоа што ја не знам до каде ќе одат овие, значи и како власти, и како сите други работи, со тоа што не се бара теркот, што знаеш да работиш, значи што умееш и што имаш завршено, туку по тоа што се определува на тој начин. Ако си од некоја си политичка партија, може да те вработува. Значи, тука е многу лош критериум што ние по Западот, пошто јас сум по Запад, како професионалци со наша дејност, со тоа што знаеме, сме доста добри. Само едино во Македонија не знаеме да работиме, не ценат и со тоа нас набркаат. Пошто не понижуваат, ти не си од таа, добро, нема работа за тебе. Мислам дека доволно јасно треба да бидат и они свесни дека немат иднина, нема више и кој да остане во Македонија и нема кој да работи. А се додека така ќе се понашаат, ќе се однесуваат и ние нема да бидеме достапни за нив. Нека размислат малку. Кој ќе го полни буџетот? Ви благодарам.
Така, благодарам многу за јавувањето, или еве можеме да формулираме во продолжение, секогаш велам дека разговорот со вас е и жива материја, така да инспирација и еве едни насоки кон тоа каде би одел разговорот, понекогаш давате и вие. Благодарам многу за учеството на првиот гледач. Па еве не инспирираше некако да го формулираме се ова и на еден ваков начин. Не што знаеш да работиш, туку кого знаеш. Но секако прашањето главно за денешната тема, кој што можете да го видите секако и на плочкава под мене, е дали се неуставни според вас вработувањата според национална припадност. И еве може и ова прашање кое што го поставуваме и за оние кои што не следат на Инстаграм, дали се злоупотребува националната припадност. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намали го доста. Така, нека го намалат, јас и вие да се зборуваме како преку телефонска слушалка. Го намалија ли тонот? Готово намалio. Така, повелете. Па, националноста треба да не се прави, да не се каже, еве, сега е националност. Ние сме национална држава. Нели? Ве слушаме, продолжете. Ами што тоа такви лоши работи? Јас имам да кажам само така. Со овие тука албанците што се наши, они што прават? Ќе бидме како Израел и Палестина. Што е тоа? Дали е добро? А националноста што ќе биде? Ајде кажете ми за оваа работа, дали е добро? Еве, дали во животот сте имале искуство во однос на вработување врз национална припадност, да речеме? Да има побарување врз таа ставка? Добро, нема проблем тоа за националност, сите гледат партијски. Сите партијски гледат. Сега кој ќе биде по-јак, тоа ќе биде. Со тие, се тоа се фалят. Јас слезех у таа партија и таму. И дај Боже да успее. Појакта партија. Пријатно. Пријатно, големо благодарам и вам за учеството и еве уште еднаш ке повторнам, иако тоа постојано го правиме, ве молам веднаш том ќе ве превземат од режија по вртењето на телефонскиот број, намалете го целосно тонот на телевизорот. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, повелете, во црвена линија сте. Дали сум на црвена линија? Да, дали е намален тонот на телевизорот? Да. Во ред, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Партиски секој пат е вработувањето. А според национална припадност? Според национална припадност исто така е вработувањето. Затоа што македонците у својата собствена држава немат право на вработување, како што сакат они. И доделување на станови исто така е на национална база. И со пријатели. Најважно е да имаш пријатели и грб некој да те штите и тогајта ќе живееш слободно у Македонија. Иначе онака обралци во станов. И одма ќе те збришат. Ќе си седеш у распаднана куќа и никој не те ферма дали постоеш или не постоеш. Како човек не те рачунат. А како го коментирате тоа што има некогаш и македонци кои што се запишуваат како албанци и обратно, се со цел да можат да се вработат врз основ на национална припадност, се разбира? Тоа они го работат од зор. Сакат да си се запослат луѓето и како сакат ќе си се пишат. Никој тоа не може да го сопре на ни. Така, благодарам многу еве што бевте дел од црвена линија, продолжете да не следиме.
Јас ќе ве потсетам како и на почетокот на ова издание, значи и преку коментари, на дополнување со шернување и лајкнување можете да ја продолжите оваа дискусија, која што секако ќе ни биде драго да биде во живо со што е можно поголем број гледачи кои што ќе се вклучат денес. Но еве и ќе ви покажам како изгледаме на профилот, ќе почнеме на Телма телевизија на Facebook. Така, заследете го. Редовно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Еве, низ фотографија, секако го поставуваме и ова денешно прашање. Дали се неуставни вработувањата според национална припадност? Ќе почнеме и со коментарот на Гоце Бен Стаменков, кој што напишал: па се разбира дека е неуставно. Не треба да си уставен судија, ама така тргна работава. Се на сила и полуписмени и неписмени да не управуваат. Кај стигнат по сите институции и сега веќе нема излез од ќорсокакот. Ама не се предаваме. Повелете ако имаме гледач на црвена линија. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. По припадност на времето на Југославија, од јас сум 80 години, Така? се до самостојувањето беше се по национално. Само македонци да се запослат. Јас сум тој што цел живот барав работа, конкурирав секаде во мојата општина и никогаш одговор не добивав зошто не сум примен. Сега дојде време да бидат сите вработени, не по националност. И албанци, и турци, и македонци. А некој тамо што зборува дека неписмени биле албанци, то нека зборуват некаде на друго место. Дали според вас и вработувањата треба да бидат врз база на национална припадност? Не, ама ако не биде како сега, никогаш ние не ќе бидеме запослени. Моите деца замина бидејќи не можеа да се вработат пред војната. Оти, конкурира, ама беа албанци. И никогаш не добија она и сега останав јас на 80 години сам дома со болна жена, јас да правам сите работи, тоа е по националност. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Ќе потсетам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди е секој излагање. И секако благодарам еве што го споделивте вашето лично искуство во однос на темата за која што говориме денес токму со вас. Добро вечер. Се слушаме? Да, повелете, одлично ве слушам. Вака, партиски. Јас можам да ти кажам, јас сум албанец. Така? На моје име над 1000 и кусур македонци од припадност по македонска националност се вработени. Јас да ти набројам кои места. Јас сум шетен по Македонија, нема место и село кај што не сум гаден. Например, Туи, одма после војна се формирал партија и отворил огранок во Кочани. Вие знаете и вие сте сведоци. Од Кочани колку вработувања има само, и не само во Кочани, него во Скопје. Сега, мојата ќерка конкурираше, пошто има 2 факултета и магистратура. Конкурираше, друга албанка што се вика Вера, моја фатил работното место. А да ја прашувам таа Вера по албанци дали знае еден збор, верувам дека не знае. Ама на име на ќерка ми се вработило тамо на високо место, пошто тешки факултети ги има довршено детето. Сега, оваа рокада, ништо не се лутам. Ако и таа Вера е наша, таа Верица е наша, од тука, од Македонија. Не дај Боже да ги увезуват од надвор негде. Тоа е погошо. Тоа е погошо. Инаку, нека си. А важно, ако не си партиски определено, немаш ни доручак да јаде. А ја не сум. И не мислам. Така, големо благодарам и вам за вклучувањето. И факт е дека еве особено ни е драго што, како напоменав на почетокот, црвена линија, никогаш и вие не инспирирате, па ни давате една нова насока и во дискусијата, но сепак врз основна темата.
Така да, еве, слободно можете да ги споделите вашите лични искуства, на што денес како главно го прашуваме дали се неуставни вработувањата според национална припадност. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Па, фала Богу дека се неуставни вработувањата според националната припадност. Еве, конкретно човекот, албанец, кажа на кој начин настрада керка му, која што ете... Точно јас го знам случајот за Кочани, беше изненадување кога се оформи организација во Кочани, а еден албанец нема во Кочани, дури нема ни сладкар во Кочани, од албанска националност, ама ето, се случи, значи некој го искористи тоа нешто. За се е крив тој рамковниот договор кој не е додефиниран. Мене ми се чини дека нема крајна дефиниција. Шо е, кој е, како е, кој може, како може, со какво образование. Има луѓе на оваа држава му требат и овчари. Да се разбериме, не му требат само, што ти ја знам, некои високо образовани луѓе. Значи, му требат и овчари, му требат и говедари, му требат и, што ти ја знам, земјоделци. Му требат и луѓе без квалификација. Не мора сите да имат квалификација што ќе се вработат. Зошто така? Значи, за секој треба да се најди лепче. Секој треба да се го заработи лебо. А не, ај, ке се пишам ова, ке се пишам она. Така, благодарам секако и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Ало. Повелете, во црвена линија сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Да, повелете. Сега дека да ти кажам. Кои се вработуваат сега моментално во Хесеквеш? Татко СДС, мајка ВМРО. Така? Ве слушаме, продолжете. Ме слушате, добро, не? Да, продолжете. Ако утре таткото дојде од СДС, обртно ќе биде. Значи, тоа две партии што народот едноставно го јадат. Тие луѓе и тие две партии не треба да постојат. И тоа исто важи и за албанската. Дали според вас еве се неуставни вработувања според национална припадност? За мене тоа е факт, тоа е тачно. Само способен човек може да биде вработен, образован на тоа работно место. И тоа нема бегање. Па кој што сака нека биде, дали македонец, дали албанец, турчин, ром, општо сите. Али вакво нешто не постои нигде у светот. Никаде. Ваква држава не постои никаде у светот. Ваков народ не постои нигде у светот. Без правен систем, без демократија, не може да биде држава. Господјо, благодарам и пријатно. И јас велам големо благодарам за вашето учество и еве секако со оглед на тоа што искажавте во последните секунди, многу слична изјава и коментар на профилот на Телма телевизија на нашата тема има и Ален Мак, кој што има напишано: оваков циркус постои само во Македонија. Другде не ми е познато. Но нас секако денес ни е позната темата, што значи прашањето до вас, драги мои, е дали се неуставни вработувањата според националната припадност и дали се злоупотребува националната припадност при вработување. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Се слушаме? Да, повелете. Видете вака. Јас уште 90-та година фирма од Странство Донесов за програмирање, софтвер, за медицина. Во државна болница го дадовме гратис, без пари. Сега се собра више преку 120 речи ги програмери. Земаат по 2500 евра плата. Ниеден албанец не се пријави. Кај се стручњаците албанци? Овде се работи за писмени луѓе, способни луѓе, а не по клуч. Дали е слеп или е чор или не гледа или ништо не знае, ама ќе го примиме. Не. Се знае кој треба да се прима. Учители тие уча, сам учител.
Ништо друго. И сега крпат дипломи од Струга и од Тетово, везе немат, ќе го пошлиш таму, видиш што прават министри вас, што прават. Дали според вас еве стручноста се врзува, колку што ве разбрав, врз база на национална припадност? Јас национална припадност не познавам. Сите сме исти, само бараме квалитетни. Зошто, еве, кај нас не доваѓат, ниједен Албанец не дошол да конкурира, да рече јас дам нешто. И ќе оседниме, изволите, знаеш, знам. Не знај, сам бега. Не можам, вика, не знам. Тука е то. А не администрацијана ги чешла таму. Толку застапени, волку застапени. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите и секако останатите кои што ќе се вклучите, внимавајте и на тајмерот 90 секунди. Но доколку сакате нови дополнителни 90 секунди, се разбира се додека траеме, телефонот е отворен, линиите можете повторно да не побарате. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија. Црвена линија, Тинче? Да, повелете. Видите, ќе кажам нешто за Уставот. Не ли беше во Уставот сите да ги ставиме? И сега уште треба да се отварат Уставот. А што тоа зборува дека во Уставот си ги барат своите уставни права. Контрадикторна е председателката на Уставниот суд, која што вели член овај, тоа е интимна работа. Тоа е контрадикторно. Тинче, контрадикторно. Значи, вамо треба да се отвори Уставот, а вамо секој према интимната ситуација ќе се одлучува. Тоа е интимно прашање. Така, во однос на вработување, еве дали треба да биде пресудна националната припадност? Не треба да биде, ама кај нас на Балканот, на Балканите, како викаат пријателиве, тоа се случува и никому влакно нема да му падне од главата. И благодарам, имајте убав ден. Најубав ден ви посакувам и ние секако. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Добро вечер. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Види вака, ја би се запрашал или би ги запрашал господата што се вака неуставно вработуваат. Значи, ова е све безработничко вработување. Значи, не го бија за ништо, пак се вработува вака преку Вујче, владика, управот, владин играч, лепаш на плакати. Али би кажал, би ги прашал, еве да речеме, зашто не се вработуваат, не бараат да бидат вработени, да речеме, на нафтна платформа, како заварувачи, да речеме, или како деминери на бојни полиња, кај што да деминираат мини и такви работи, или еве да речеме електричари да се вработат како електричари, да речеме, па да видиме кога ќе направи грешка, дали тоа ќе му се прости или ќе биде фајронт. Значи, никој не сака тие работни места да ги работи. Овака тука легачката, како тој Насер Зибери, да речеме, јавен правобранител, па оној другиот како јавен обвинител, како министер за правда, кренар од лога. Значи, сите тие такви министерска места да се избегнат и да си барат нешто така е. Понудата трае уште, има у светов барат многу такви експерти како што ги набрав тие три. Има и може и некои уште полоши, али еве им понуда, нека се вработат таму. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам. Одеме и со еден коментар. Јас ќе ве подсетам секако се што имате да се доискажете, можеби и полесно вие преку коментари, слободно тоа сторите го и на нашиот профил на Facebook, Црвена линија. Па еве и ќе почнеме, се разбира, и со првиот коментар, кој што е на Куш Јам Уне, кој што напишал: ние можеме да коментираме секој од своја точка на гледиштето и да го толкуваме законот толку колку го разбравме. Закони се параграфи кои имаат карактер на едукација и санкција на граѓани, значи правила. Многу често се споменуваат овие, те оние, те ние, те вие и така натаму. Сите треба да знаеме како првин да сме исти луѓе и како граѓани и спрем закон така треба да бидеме рамноправни, ама се знаеме многу убаво дека законот не се спроведува
правично и рамноправно, како например на милионски лопови, политички, партиски и еден обичен лопов од нужда што ќе присвои порција кебапчиња. Да ве подсета, милионер, избеглица, Груе Вукому и многу други слични, како Кате од ОЈО и т.н. Запослување од време на Тито, па се до ден денес се клановски. Исто така документации се под контрола и манипулација на кланови, статистики, архиви и така натаму. Исто да не заборавиме граници, тие не се од небо паднати, туку се производ на кланови. Значи кланови се тие што прават пазари на грб на сиротиња и за да се сочуваат власта, се прават тензии меѓу сиротиња, бидејќи тие мислат со стомак, а не со мозок. А ние ве прашуваме денес во Црвена линија, дали се неуставни вработувањата според национална припадност. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Дали се неуставни вработувањата? Да, неуставни се. Дали? Ве слушаме, продолжете. Сега, во време кога бев јас учител, не беше вака. Имаше ред во државата. А сега нема ред. Само се вработуваат по оние што се на власт. Не ми ги вработуваат. А во време на Југославија друго беше. И ќе ти каже една поетска торба за Југославија. Кога беше? Беше цвеќе миризливо, беше рајска градина, беше радост, беше младост, беше братство и единство. Но душмани за крв жедни, моја југо, моја љубов, се во црно те завија. Според вас, кажете ми, врз основна што треба да бидат вработувањата? Тоа беше вработувањето, кој ќе рече, кој ќе не беше на работа, некој слушајва му. Јас сум учител бе во 5 села. Ја глумец, поет, све сум јас. И тогаш го знам ја како беше во време на Југославија. И се оние поетски творби мои се. За мајката земја. Таа е торба моја и песната. Благодарам многу за јавувањето. Одиме со вас. Значи, конкретно е прашањето ни е дали се според вас неуставни вработувањата според национална припадност и дали во ваквите случаи при вработување најчесто и се злоупотребува националната припадност. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да. Толку понижување и толку злоупотреба на вие етнички, се да биде поетничко, по наредба на докторов на науки, Ахмети, што треба да се вработи, што не треба да се вработи, да играт кошарка у канцелариите, да ни дават памет, тие што дојдеа жолтите куќи, тие што не треба да припарат до владата, тие се сега на власт, па на тато се дадеме што требаше, сега ние ќе свиркаме, ќе се правиме камо ги конкурсите како едно време, најдобрио да победе. Гледате у Кочани што се случи лани со докторчето. Последен тој што беше со оценките со успех, го примаа по првиот со оценки со успех, оставија го да чека. Срамота. Не ценат познање. Сега се сите со купените дипломи, па не прсти на деца да фалат, не ќе вадат на жените и бубрези и се живо. Се тие самуки доктори што со купените дипломи. А кажете ми дали според вас еве се злоупотребува националната припадност? Да, какви уставни, какви бакрачи, нема никакви. Фала многу, пријатно. Благодарам многу. Останете со нас, се разбира да слушнете и понатаму што ќе кажат останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Баш не сакав вечерва да се јавам, меѓутоа ме изиритира една ситуација од вчера. И што се однесува до темава, дали се неуставни вработувања? Па неуставни се нормално. Прво владава не, овие што се во владата не го знаат уставот, тоа све се носи со знаменца, те северни знаменца, те европски знаменца и така натаму. Ние граѓани подобро го научивме и уставот и законите и подзакони и сето тоа. А ова не е неуставно вработување, тоа е нормална работа више во Македонија.
Според национална припадност. Да, национална припадност, па нормално, тоа е неуставно, меѓутоа што да правиме? Кога не го знаат законот, кога не го знаат уставот, што да им правиме? Сакав нешто друго да кажам, ако ми дозволите само 2 збора. Малку ќе да искритикувам, ви беше подобро би беше денеска да биде темата што пензионериве останаа без пензии за нова година. Не е на место. Господјата Тренчевска синојка кажа дека 1. јануари е неработен. Како вре тоа прв пат да слушнам ја дека 1. јануари е неработен? Никој од нас не знае дека е нова година, како така? Чудна работа, нели? А најтрагично што е за една министерка, што ние вака така пензионериве со малите примања, барем ќе се дотераме. Децата не деца, не е битно. Ама таа вчера беше на телевизија не изфарбана. Благодарам многу секако за одговорите во однос на темата и за она што последно го кажавте. Како е да ние постојано одвојуваме и место и време во однос на темите кога станува збор за проблемите и она со што се соочуваат пензионерите, тоа секако го знаат гледачите, но ќе земеме во предвид тоа што го кажавте, така да секое случување ќе биде забележено и обработено низ тема, како што и редовно правиме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Вака, прашувате за... Дали се неуставни вработувањата според национална припадност? Смешно е и да се праша. Ова не е само оваа партија. Ова е откако што рече од експертската влада. Меѓутоа сакам и ја да може да нешто така да ме прашам ако може. Не е уставно, апсолутно. Меѓутоа, дали е уставно да сите земат оние големите функционерите 1300 евра покачување плата и денеска господјата председателка на Уставниот суд почна да кажува нешто тамо за три столба, не знам што беше работата. Меѓутоа, дали ќе ги вратат тие пари? Во тој стил нешто беше. Што ги зедоа? Нема да ги вратат. Тие рекоа ќе ги донираат. А кому тина? Дома на децата? На госпоđите нивни? Срамота. Срамота. И сакаат некои да нека добијат. Не влада што сакаат нека добијат, нека бидат за државата. Нека бидат платени. Дали сте виделе некогаш? Ке подсетам 90 секунди е време траењето. Благодарам за јавувањето. И во континуитет понатаму секако еве целта ни е да ги добиеме точно одговорите, вашите стави во однос на она што ни е денес темата. Прашуваме, еве ќе повториме, дали се неуставни според вас вработувањата според национална припадност и дали еве и самите можеби имате такво лично искуство или пак сте сведок каде што се злоупотребува националната припадност при вработување. Добро вечер. Добро, како да ќе продолжам и со коментарите. Еве, секако продолжете оно што сакате да го кажете во однос на темата. Еве, нема да успеете или да го завртите нашиот телефонски број. Потсетувам, се преку коментари, шернување, лајкнување можете да го сторите на нашата Facebook страница Црвена линија. Кирил Ефремовски еве што напишал: категоријата за националност во изводите е временно укината од Уставен суд, проверете. Тоа ни се обраќа нам, а веројатно мнозинство од гледачите меѓу две турски серии ќе прочитаат уставно право, ќе го консултираат уставот и ќе знаат да дадат издржано мислење какво што барате.
Нормално дека му се заблагодаривме на Кирил Ефремовски за коментарот, но еве го и нашиот одговор во однос на тоа што беше побарено од нас да провериме. Знаеме, значи, дека Уставниот суд само иницијативно поведе постапка на 5 јули, донесе и решение за запирање на извршувањето на упатството поради процедурални причини. А Дејан Поповски Николовски се обраќа на Кирил. Тоа не е успех, туку порас на власта. Нели велеа македонски е бетонирано, сега националност не сме, прво македонец не е националност, туку мнозинство. Потоа околу 75%, значи народ е македонец и државата се вика Македонија, а 19,8% се илири македонци, а не албанци. Албанци се народот во Албанија и не може народ и националност да бидат исто. И така оваа мерка на Уставниот суд правно е антиуставна, бидејќи ги скратува уставното право на народот да се изјаснува како што се чувствува по род, бидејќи секој граѓанин слободно може да се определува на која народност или група припаѓа според Уставот, а засега овој член не е уставно изменет. Ние денес ве прашавме дали се неуставни вработувањата според национална припадност, а времето ни одговори дека е време за реклами. А во црвена линија дојде и моментот кога треба да ви ги соопштам резултатите од Instagram Story анкетата и да ве подсетам, меѓу другото да не заследите и веќе во утрешното издание на црвена линија да бидете дел од оние кои што активно учествуваат во нашите анкети на Инстаграм. На прашањето дали се злоупотребуваше националната припадност, со да одговорија 88%. Со не одговорија 12%. Тука останува секако да ви се заблагодарам на сите вас за учеството во црвена линија. Утре се разбира ќе имаме нова тема за која што ќе дискутираме, но едноставно не можам да одолеам, а да не ве поканам, се разбира, да продолжите со гледањето на Телма, односно да останете со мене и за многу кусо време да учествувате, секако ве канам, во најинтерактивниот и најзабавниот квиз во земјава, Заврти на Телма. И секако да си освоите вредни награди. Се гледаме за кусо време.